Добро вечер. Вторник, 22 часот и 30 минути, време за нова вонредна политичка анализа. За вас кои сте мембари, мембарси, ја користите опцијата мембаршип на YouTube каналот Васко Евто. Во 2 дена ќе ми дојде 60 минути зборење, 60 минути анализа во неделата, сега во вторникот. Меѓутоа има интензитет на настани. И ќе има, доаѓаат локални избори, па после локални избори, па можеби предвремени парламентарни избори, така што нешто ќе менуваме во текот на месец октомври, благовремено ќе бидете информирани. Бидејќи две вонредни анализи беа направени во годишно одморски услови, обично не ги гледам политичките анализи, ги објавувам, ги заборавам, бидејќи вие не можете нова политичка анализа да кажете ако се сеќавате. Или ако ја читате, или ако ја слушате претходната анализа, тоа значи дека сте окупирани со претходната анализа. Треба да ја изчистите, да ја пуштите, што се вели низ вода, за да може да кажете нова анализа. Значи ги погледна двете последни анализи, плюс ова што беше снимена тука поврекањето од годишниот одмор, и најдов 1000 грешки. Не во содржината, бидејќи во содржината тоа се толку детални, толку аналитични анализи, што се вели ција вода да ми носи, туку во агресијата, да речеме, еден временски период доста помирно ги кажав анализите. Анализите обично трајат 34, 35, 36 минути, некој до 42 минути. 8 до 12 минути е една колумна, значи толку трае една колумна, 8 до 12 минути говорен дел е една колумна што се пишува по порталите, што ќе рече дека во секоја наша анализа ние правиме 3, евентуално 4 колумни. По 4 пати месечно тоа е некаде 12 до 16 колумни, што е многу. И бидејќи има мноштво на теми, мноштво на тези, почнувам посмирено и бидејќи во еден момент ме навјасуваат многуте тези, многуте анализи, така натаму и забрзувам. И тоа станува калашников и се велам немој, смирен биди, написе вода, ноншалантно. И кога ќе почнем да се гледам, тоа е ко калашников, вадиш калашников, пукаш така натаму и така натаму. Ја гледам, значи, последната анализа, од наоѓам уште 5 работи или 6 работи што не сум ги кажал, и од тие 5 или 6 работи, 2 работи ќе кажеме сега, за да можеме нели да ја склопиме, како велат, опашки од претходната анализа, така да ја почнеме ова нова анализа. Путин и ова негова средба со премиерот на Индија Моди, со кинескиот лидер или кинескиот председател Си Џинпинг, првиот човек на кинеската комунистичка партија. Пред 2, односно пред 3 недели имаше средба со Доналд Трамп, што ќе рече дека во 3 недели пие кафе со 3 најмокни лидери во светската политика и го постигна тоа што го сака. Изолиран политичар, се враќа, значи го враќа Доналд Трамп, не постои кривична пријава, не постои Хашки трибунал и така натаму и така натаму. И сега тој нема притисок да го решава украинското прашање. Нема да го решава, ќе се обиди по секоја цена да го избегне решавањето на украинското прашање и тоа на крајот да биде причина или почетокот на рушење на Доналд Трамп, менување, политички пораст на Доналд Трамп во Соединетите американски држави поради екстремната близина со Владимир Путин. Значи се инвестира во Владимир Путин да биде решено украинското прашање, за да ја заврши во наводници својата политичка кариера со добивање, мислам на Доналд Трамп, на Нобелова награда за мир. И Владимир Путин не може ќе се обиди да го избегнува решавањето на украинското прашање. Во 2 или во 3 наврати, кога русите, дали Советскиот сојуз, дали царска Русија влегувале во одредени војни и предвремено ги прекинувале тие војни, дали со повлекување, дали со одредена капитулација, тоа е војната на царството Русија со Јапонија 1905 година, па војната во Авганистан, ќе речете дека војната во Авганистан ја нема таа тежина, да, но тогаш Осама Бин Ладен, муџахедини и така натаму, тогаш се ударени темелите на одредени светски клучни политички процеси, кои во наредните 20, 30, 40 години беа многу битни на средниот и на блискиот исток, Осама Бин Ладен, Ал-Каеда и така натаму и така натаму. Значи, за да не се репризира руско-јапонската војна 1905 година, која е прекината поради одредени протести против тогашна царска Русија, царското семејство, и тоа трае 12 години и завршува со Октомвриската револуција 1917 година, па Авганистан, па падот на Советскиот сојуз, растурање на Советскиот сојуз и така натаму, прекин, па макар во наводници и победнички прекин на војна од страна на Руската Федерација, без разлика како тоа ќе прикажат пред руската јавност, тоа ќе ги активира сите тие јастреби на руската или московската политичка сцена и Владимир Путин не може тоа да го издржи. Така што, после овие 3 средби кои ги има, односно 2 средби со
трите најмокни лидери во светската политика, ќе биде многу тешко да се направи некаков мировен договор. Може да се направи на мускули, но Владимир Путин до крајни граници ќе се протиставува на договор за решавање на украинското прашање. И второто прашање кој ми е многу битно, бидејќи претходно ви го пофалив интервјуто во претходната анализа на Богдан Боша Тањевиќ, сега некаде во текот на летото го гледав овој серијал на Netflix, Ground Zero. Обично не гледам, обично не споделам, меѓутоа ми се чини дека во тој серијал кој гледам сега е номиниран за Еми награди, се дадени одредени политички разврски, одредени предикции на можни политички разврски во Соединетите американски држави. Ако имате Netflix, погледнете во тој серијал, Роберт Де Ниро глуми, гледате, таму има 3 или 4 играчи кои се во наводници извадени од чинелот, па некоја е симбиоза направена, по одредена синтеза, анализа и така натаму и така натаму. Значи има црнкиња која е председател, Барак Обама беше председател црнец, Камела Харис не стана, меѓутоа гледате направена одредена симбиоза. Па Роберт Де Ниро е претходен председател кој напушта функцијата поради одредена сексуална афера, па таква афера имаше, нели, Бил Клинтон со едно од своите најблиски соработнички. Па имате прв човек на Конгресот кој со помош на радикални елементи, социјални мрежи, така натаму, сака да ја преземи власта, да предизвика политичка криза. Па тоа имавме некаде пред 5-6 години упадот во Капитолот и така натаму, и владењето сегашно на Доналд Трамп. Што ќе рече дека кога погледнете тој серијал, вие всушност можете да го прочитате ракописот што ти очекуваат како одредена политичка разврска. Политичката разврска ќе оди во правец на борба, во наводници, на доброто во политиката против злото во политиката. На крајот Роберт Де Ниро всушност се конфронтира со собствената ќерка, неговата ќерка оди на спротивната страна, нели, кај условно речено Доналд Трамп кој е прв човек на Конгресот, и тој во наводници е пуштен из вода, завршува затвор. Што ќе рече доброто секогаш го победува лошото на политичката сцена. Не велам дека Трамп е лошиот или дека е добриот, туку само велам како Netflix, како еден од главните критичари на Доналд Трамп, односно платформа која Доналд Трамп премногу и не ја сака, ви прави одредени предикции како ќе одат политичките разврски во Соединетите американски држави. Владимир Путин ќе биде каменот кој ќе биде фрлен во водата и околу него ќе се прават одредени концентрични кругови. Ако не биде решено брзо украинското прашање, значи во наредните 6, 7, 8 до 12 месеци, тогаш ќе почнат силни притисоци, да не речам силни обвинувања дека Доналд Трамп, ако не е купен од руските тајни служби, тогаш е уценат од руските тајни служби и работи во интерес на Владимир Путин. Така што тоа се двете прашања кои произлегаат од претходната анализа. Ајде да видиме што е тема на вечерашната анализа. Значи ќе се обидам посмирено да ги кажам политичките анализи, ќе видиме дали ќе успеам. Едно од причините или услови да ги кажам пократки или посмирено политички анализа да нема толку многу тези. Во оној момент кој има многу тези, 100 тези за една вонредна политичка анализа, тогаш ќе бидат кажани како испукан од Калашников. Димитар Апасиев минатата недела на Facebook пишува дека Мицика, како тој го нарекува, или Христан Мицкоски, или премиерот на македонската влада, се плаши дека наследните локални избори ќе биде пократок некаде за 120 до 150 илјади гласови, 100 до 150 илјади гласови. Така напиша. Да, тоа е квантум или контингент на гласови кои се колебаат. Дали да дадат обербата на Мицкоски, дали да не ја дадат, се незадоволни, не се многу задоволни, изневерени им се одредени очекувања и така натаму и така натаму. Некој од вас ќе рече дека тоа е прекраток период, меѓутоа и СДСМ направи една значајна разлика во негативна смисла на зборот на гласови во однос на 11 декември 2016 година. 11 декември 2016 година имат некаде 420-430 илјади гласови, победуваат убедливо на локалните избори 2017 година, на бранот на настаните на 27 април 2017 година и упадот во македонскиот парламент, меѓутоа во квантум на гласови и 2017 година СДСМ има значајно помалку гласови споредба со 2016 година. Нешто слично ќе се случи ке Христан Мицкоски ке ВМРО ДПМНЕ. Не на овие локални избори. Сигурно нема да биде 100 до 150 илјади гласови, но тоа е потенцијален квантум на гласови кој може да го изгуби Христан Мицкоски. Христан Мицкоски е електрон со машински инженер, потекнува техничките факултети. Единствено Гарванов од лидерите на историското ВМРО е професор по физика, мислам дека е професор по физика, значи од техничките науки. Тоа е комплексна партија, значи многу по-комплексна партија е ВМРО ДПМНЕ во споредба со СДСМ. Може електроинженер Бранко Царенковски или Радмила Шекаринска или Јане Макрадули
да дојдат на чело на СДСМ, бидејќи кај политичките партии, исто како кај снимање, да речеме, на турски серии, тоа е математика, тоа е шема. Во 6-та епизода главните глумци ќе се спојат, во 12-та ќе се скарат, па во 18-та ќе се смират. Тоа е матрица. Така и функционирањето на политичките партии, кај што главните битки се околу тоа кои ќе бидат на советнички, на пратенички листи, министри, така натаму и така натаму. Но ВМРО-ДПМН е многу комплексна, многу покомплексна партија од СДСМ. Бидејќи во формирањето на овие 130 години едно ВМРО-ско политичко зрење учествуваат две воени разузнавања. Бугарското воено разузнавање некаде пред 130 години и југословенското или КОС военото разузнавање на крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години, кога веќе е видливо дека ќе дојде распад на поранешна СФР Југославија. Од тие причини, кога вие ќе имате техничко лице, односно инженер, како што самиот вели професор на чело на ВМРО-ДПМН, тој го нема потребниот суптилитет како да владее со такви реслови, со такви кланови, лоби групи, играчи и играчишта, старо раководство, ново раководство, раководство кое е тука, раководство кое е во екзил. Значи, тоа е суштината, тоа е кармата на ВМРО, историското ВМРО и денес ВМРО-ДПМН. Посебно што Христијан Мицкоски е не екстерно талентиран за политика, му се погодија работите, му се погоди хороскопот, сега е на власт, има апсолутна власт, убедливо водство, фаворите за локалните избори, фаворите на некакви предвремени парламентарни избори во Република Македонија. И доаѓаме до партијата Левица, односно до одредена коалиција која во изминатите неколку години е власт во главниот град на Република Македонија. Делови на Левица, Даниела Арсовска, ДУИ, структури на ДУИ, и гледате како во наводници свински цревави се испреплетени изборите во градот Скопје и изборите во општина Чаир. Бојар Османи целата своја кампања, дивоградби, урбанистички, криминал и така натаму, ќе ги темели врз база на тоа што го правеше Даниела Арсовска пред 3 месеци. Амар Мециновиќ, кој е кандидат на Левица, всушност ќе јава на бранот на целата политика и драмолетка која правеше Даниела Арсовска, така што една структура која обезбедуваше кворум за функционирање на Даниела Арсовска плюс некакво СДСМ од времето на Миле Зечевиќ и на Димитар Ковачевски, кој обезбедува одреден кворум за функционирање на Даниела Арсовска. Сега главната битка ќе биде како тие да се спротистават на елитите. Амар Мациновиќ се спротистави на елитите СДСМ, ВМРО-ДПМН во главниот град на Република Македонија, без разлика што тие биле дел на власта. Сега тие ќе се борат против власта, кој тие представувале последните 2 или 3 години во главниот град на Република Македонија, а Бојар Османи после 22 години ДУИ владење во Република Македонија, најсилна политичка партија на во наводници на албанската политичка сцена во Македонија, сега ќе се бори против урбаниот криминал во општина Чаир, каде што неговата партија безмалку победува од кога е формирана таа општина во едно од клучот општина во главниот град на Република Македонија. Така што, знаете, кога ќе си го поставите прашањето плюс структурата нели на порталот и на подкастот Инфомакс, кој ги обединува сите овие структури, ДУИ, Али Ахмети, Левица прави одредена подлошка пледоје за Левица да расте, без разлика што СДСМ тоа го супортира, на крајот на денот Левица ќе расте на тој бран, а СДСМ ќе се намалува на тој бран, но тоа е прашање на проценка на СДСМ, плюс ДУИ и тој што ги врзува, што е врзува панделката, е веројатно Али Ахмети и над Али Ахмети претпоставувате Никола Груевски. Тој е играчот на сите играчи кои ги врзува работите на политичката сцена во Македонија, без разлика што е во Будимпешта. Ке ви направам 2 посебни емисии СДСМ и ВМРО-ДПМН, меѓутоа тука само кратко да нотирам. Орце Ѓорѓиевски, гледате, ВМРО-ДПМН без малку никогаш да нема победено во прв круг на локални избори во главниот град на Република Македонија. Христијан Мицкоски е во некое мало пакување Доналд Трамп. Не знам дали приметувате како овие светски лидери или европски лидери му се обраќаат на Доналд Трамп, да речеме генералниот секретар на НАТО. Да не бевте вие, немаше да може да биде постигнат договор околу Украина. Да не бевте, или благодарејќи на вашето залагање направено тоа и тоа. Значи, му е најдоа точката на топење, стана свесни за голечината, за грандоманијата на неговото его, на неговата суета и се играат на таа карта. Его на Доналд Трамп, суета на Доналд Трамп, интереси на Доналд Трамп и интереси на неговата семејство. Ево некоја помала варијанта е Христијан Мицкоски. Тој е гейм ченџер, ше менува играта, дава кош во последните секунди. Тој прави историски резултати. Немало таков резултат на ВМРО-ДПМН под негово водство, како што тие направија на
претходните избори, па како што направи на локалните избори 2021 година. Па сега историска победа, значи тој ќе оди на некоја победа, да речеме у Струмица, па ќе излезе ќе рече ВМРО ДПМН 20 години нема победа на Струмица, па ќе направи се Сотир Лукровски, ако анкетите не му дават нели за право да биде фаворит или да биде убеден дека ќе победи на изборите во општина Карпош. Сотир Лукровски прв пат како негов кандидат победил во Карпош, ВМРО ДПМН 30 години нема победено во Карпош. Па Куманово што се случува, или победа во прв круг на локални избори во главниот град на Република Македонија. Гледате, кога станува збор за локални избори во главниот град на Република Македонија, Орце Ѓорѓевски, тоа е јавна тајна дека Орце Ѓорѓевски не беше фаворит на Христијан Мицкоски, беше Златко Пирински. Мицкоски го сакаше Златко Пирински, за да може да ослободи места министар за локална самоуправа, министар во некоја влада, затоа тој и бара реконструкција, бидејќи многу луѓе излажа и сега тие луѓе треба да му трчат на локални избори, а не може да ми ги даде тие функции кои тие ги сакат на локални избори, например, градоначалник на Прилеп. Меѓутоа тие работи ќе ги анализираме во една посебна емисија која ќе биде посветена на ВМРО ДПМН, плюс посебна емисија која ќе биде посветена на СДСМ и можеби посебна емисија која ќе биде посветена на Дуи, на Али Ахмети, на Буер Османи. Што сакам да кажам? Мицкоски може да посакува историска победа во Скопје, бидејќи овие победите во прв круг на локални избори во Скопје, тогаш може да излезете и речете тоа не го направи Бранко Цренковски, тоа не го направи ни Никола Груевски, тоа не го направи ни Владо Бучковски, тоа никој не го направи, го направи Христијан Мицкоски. Но ако победат во прв круг на локални избори, нели тие се надеват, иако бројките тоа не им го дават, не им го потврдуваат, меѓутоа еве да анализираме нели таа теза. Тогаш кој ќе е победник на локалните избори? Тоа исто беше 2013 година. Можеше да биде репрезирано на изборите 2017 година. Кој е победник на локалните избори 2013? Андреј Жерновски, како лидер на ЛДП, победува во Центар. Неколку прегласувања во Центар и тој се восприма од македонската јавност како победник на локалните избори 2013 година. Ако Орце Ѓорѓевски победи убедливо или победи уште повеќе во прв круг на локалните избори во главниот град, кој е победник на локалните избори? Христијан Мицкоски или Орце Ѓорѓевски? И вие ќе имате сега два процеси кои ферментираат внатре во ВМРО ДПМН. Дали да има одредена кохезија, симбиоза, да си помагаат едни со други, или да работат едни против други, бидејќи очигледно е дека лоби групите, фракциите внатре во таа партија, само во тешки, во кризни, во критични моменти се спојуваат. Инаку во сите други моментуми, освен кога станува збор за бизниси, тие бизниси си ги делат, имат сфера на бизнис интереси, работат едни против други. Аферите не им ги вади СДСМ. Една лоби група вади афери против друга лоби група. Една лоби група има своји медиуми, друга лоби група има своји медиуми. Една лоби група има своји полициски структури, друга лоби група има своји полициски структури. Така што ќе видиме дали ќе има компромис помеѓу тие две лоби групи или ќе има конфликт помеѓу тие две или три лоби групи. Во зависност од тоа ќе биде многу важно кој ќе биде победник на локални избори, Мицкоски или Орце Ѓорѓевски. Ако биде победник Орце Ѓорѓевски, тогаш тој ќе има сериозни лидерски амбиции. Во овој момент двојката која води ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски и Александар Николовски. Ако се појави Орце Ѓорѓевски, тогаш не се 1:1, туку се 2:1. Орце Ѓорѓевски ќе биде или со Мицкоски или што е поверојатно со Александар Николовски. Ако биде победник Мицкоски, тогаш тој ќе испрати порака и внатре во партијата и кон Будимпешта и кон Сашо Мјалков дека тој е апсолутен победник, победник на локални, победник на парламентарни, победник на претседателски избори. Така што во градот Скопје на локалните избори многу работи ќе бидат ставени на талонот и после тие избори многу работи ќе бидат многу појасни. И има тоа афера со пристушкување или афера со следење која се отвора од страна на ВМРО ДПМН преку портали, клучните портали, бидејќи сега нели е смената медиумската слика, веќе телевизија Алфа, овие унгарски портали или мрежа на унгарски портали не се во првата, во наводници, политички или борбена линија, се појавија нови медиумски структури, тие се на некој начин трнати на страна, ќе бидат чувани за некои подобри времења или ќе бидат некоја златна резерва. Ќе видиме како ќе се развијат политичките и медиумските процеси во и околу ВМРО ДПМН, значи се отвара аферата со пристушкување или со следење. Вилма Русковска, Христијан Мицкоски, Љупче Златев, некои новинари така натаму и така натаму. Во најголем дел преку порталот Плюс Инфо на Бранко Геровски се отвара таа афера. Видите, во неколку наврати изминатите 12 месеци, па ако не и повеќе, ви најавав дека ќе дојде до една таква афера. Афера со пристушкување. Зошто? Бидејќи кога ќе земите моделот на функционирање на ВМРО ДПМН, а таму има континуитет, бидејќи раката на Никола Груевски без разлика на Христијан Мицкоски или не Христијан Мицкоски,
имат добра или имат лоша комуникација. Значи, раката на Никола Груевски, дали преку PR секторот, дали преку логистика, дали преку играчи кои се во кабинетот на Христан Мицкоски, во владата на Христан Мицкоски, така натаму, има континуитет на една политика. Пресек точка е 2017 година. ВМРО-ДПМН ги губи локалните избори, се случува 27 април и Никола Груевски ја напушта позицијата, челната позиција во ВМРО-ДПМН една година претходно со пржинската влада ја напушта и премиерската функција. И почнува да се враќаат назад. Чекор по чекор, крачка по крачка, што би рекол Никола Клюсев, и да ги анулират. Значи, ако има одредени процеси, шарена револуција, тие треба да ја девастираат шарена револуција. Ако има специјално јавно обвинителство, треба да го девастира специјално јавно обвинителство. Значи се враќаат чекор по чекор и ги девастират сите во наводници кукавички јајца или понтонски мостови или упоришта тврдени кои биле изградени на патот на нивното рушење од власт, кој почнал некаде 2013-2014 година и завршува 2017 година. Почетната точка е аферата со прислушкување вистината за Македонија. Значи почнува со прислушкување, Верушевски, целата таа екипа вработени во 5-та, во 6-та управа на Министерството на внатрешни работи, па аферата, односно моделот на Прибе, па поделбата Агенција за национална безбедност, Агенција за разузнавање, па издвојување во посебна зграда и така натаму и така натаму. Значи, враќајќи се на назад, почетната точка до која доаѓаат е прислушкувањето на Зоран Заев и на Верушевски или вистината за Македонија. И кога така ќе погледнете работите, кога ќе видите целата мрежа, како или пајажина како ја прават враќајќи се назад, тие мора да го девастират процесот со прислушкување, да го обвинат СДСМ дека тој 32-33 години, иако кукавичките јајца ги подметнува во гнездото на ВМРО-ДПМН, дека тие стојат позади сите афери и големото уво и вистината за Македонија, или тоа што на ТВ24 во едно интервју го кажеше Лјупчо Ѓорѓевски. Кога ќе кажа мудба, мислам на СДСМ. Тоа нели го потенцираше Лјупчо Ѓорѓевски, но кога ќе каже КОС, не знам на кого мисли. Тоа е клучното прашање кој треба да го одговори Лјупчо Ѓорѓевски. Но во нашата вечерашна политичка анализа, враќајќи се назад до аферата со прислушкување, беше кристално јасно дека Мицкоски и ВМРО-ДПМН, тоа е една од клучните, има уште две други причини. Тоа е една од клучните причини зошто ВМРО-ДПМН беше предодредена, беше неминовно да отвори афера со прислушкување. Зошто? За да ја девастира вистината за Македонија, која беше основа за доаѓање на СДСМ на власт и рушење на Никола Груевски. Пак доаѓаме до 100 тези, ова колумна морам да ви ја цитирам, ова е некаде пред 5 години, Никола Тодуров, кој многумина го гледа како наследник на Никола Груевски во оној период кога е главен против кандидат на Христан Мицкоски или сака да го смени на чело на ВМРО-ДПМН Христан Мицкоски, во Дојче Веле пишува колумна за Христан Мицкоски и го анализира персонално, да не речам психолошки, политички психолошки Христан Мицкоски. Во две од тие 6 или 7 точки кои ги нотира Никола Тодоров, вели, анализирајќи го Христан Мицкоски, вели дека го губи времето на непродуктивни сплеткарења, кафански седенки и озборувања. И петто, склон е да верува во завери, тоа е под број 2, ова е под број 5, склон е да верува во завери, конспирации и често делува без да ги провери информациите од повеќе извори. Значи, склон е да верува во завери, сиде во кафани и ужива во сплеткарење. Кој имате таков лидер на чело на партијата, тој верува за одредени задкулисни работи. Тајни, тоа е карактеристично за ВМРО-ДПМН. Не само Мицкоски, најголем дел од политичарите на ВМРО-ДПМН верува дека некој ги следи, некој ги прислушкува. КОС, УДБА, некој им работи, ки ги менува, па им прават одредени местенки, па врз база на тие местенки може да заврша затвор и така. Значи тие живеат во наводници блага параноја, блага политичка параноја. Мицкоски не е исклучок од тоа правило. Значи верува во такви заткулисни работи, одредени работи, тајни служби за мешателство и така натаму и така натаму. Нема работна енергија, како што вели Никола Тодоров, и често учествува во сплетки и ужива во тие работи. И сега можете ли да претпоставите, кога на чело на партијата имате таква политичка структура, таква ментална структура, колку тој човек е обкружен со такво милје, сплеткароши, тајни служби, разни завиша, филм групаци и така натаму. И колку тие го клюкат на дневна основа со одредени информации, полуинформации и му креираат политичката нарација, политичката свест со токму такви заткулисни работи. Имате трета работа. Тоа што го потенцирам во неколку политички анализи, посебно почнувајќи од процесот на смена
на Лјупчо Коцевски или првиот човек на јавното обвинителство, на републичкото јавно обвинителство во Република Македонија. За Никола Груевски, гледате, тоа е мајката, тоа е мајката, праматеријата на сите политички анализи што може да се прават во Република Македонија. За Никола Груевски не да се врати, да размислува дека еден ден може да се врати. Мора да биде девастирано, стигматизирано и судството и обвинителството во Република Македонија. Кога ќе бидат така стигматизирани и судството и обвинителството во Република Македонија, тогаш нема да е виновен Груевски, Милена Киевски, Спире Ристевски или било кој друг. Значи нема да е виновна претходната ВМРО-вска влада, дека правеле одредени транге, франге, операции, криминали и така натаму, туку дека судството и обвинителството по политички налог воделе хајки кои не биле основани, току воделе хајки по нарачка против Никола Груевски и неговата влада. И ако не биле тие хајки, Никола Груевски не правил криминал и немала да има основа за негова паѓање од власт. Од тие причини, некаде пред 7 или 8 месеци има политичка анализа кај што ви реков дека во ВМРО ДПМН има две структури, Мицкоски кој не сака да ја прифати таа позиција, таа платформа, и одредена прогруевистичка структура која вели дека треба да биде направена одредена медиумска парадигма, дека ако ВМРО ДПМН лани ослободил Македонија од окупацијата на Дуи на Али Ахмети, 2025 година, од кој веќе не ослободи од Дуи од Али Ахмети, гледате ни коалиција некоја ќе прават со Дуи со Али Ахмети после некои предвремени парламентарни, или има најави дека ќе прават некоја коалиција после предвремени парламентарни избори, дека сега 2025 година треба да не ослободат од окупацијата на судството и на обвинителството во Република Македонија. Така почнува процесот за рушење или за смена на Лјупчо Коцевски. Почнува и завршува. Па имате она афера со бодигардите или обезбедување на Христијан Мицкоски, кои се фатени во продажба на одредени тајни, кои ги дават на одредени лица за пари. Па имате една драматична афера, крвава афера, Пулс во Кочани, каде што е вклучен Лјупчо Коцевски, каде што добива одредени информации за луѓе кои Панче Тошковски и Христијан Мицкоски ги имаат ставено на функции, и одедна замира целиот тој процес за смена на Лјупчо Коцевски. Па пред еден месец се отвара тој процес, но не го отвара ВМРО ДПМН, го отвара Димитар Апасиев, Амер Мациновиќ и Левица во македонскиот парламент. ВМРО ДПМН мора да се приклучи, што ќе рече Мицкоски мора да се приклучи, не го води, туку мора да се приклучи кон тој процес, што ќе рече дека некој го турка, што се вели го боцка, со шкорчиња го гори, да влезе во процес на рушење на Лјупчо Коцевски. И сега ова афера со прислушкување треба да биде покрената постапка пред јавното обвинителство, јавното обвинителство да ја води целата таа постапка, се докаже дали има и кој е виновен за прислушкување во Република Македонија. Прислушување Христијан Мицкоски, екипата околу Христијан Мицкоски. Знаете ли кој во рамки на обвинителството за организиран криминал и на вкупното обвинителство во Република Македонија беше задолжен за прислушкувањата или популарните ПИ мерки, предистражни мерки, кога во голем дел се прислушкува во Република Македонија? Па Лјупчо Коцевски. Лјупчо Коцевски е задолжен за тоа. Значи човекот кој во наводници дава зелено светло за одредени прислушкувања, па е начело на обвинителството, па некој го турка Мицкоски да го руши или да го смени Лјупчо Коцевски, а Лјупчо Коцевски са можете ли да претпоставите кога имате ваква политичка фигура како Мицкоски, кој е обкружен со политикански, разузнавачки милија и така натаму, ако е слуша на телефон што све има зборено, што све има кажувано, и сега тој Лјупчо Коцевски, ако биде сменет, тоа ќе биде покрената таква лавина афери, полуинформации. Дури не мора Лјупчо Коцевски да ги дава, само ќе биде искористен моментумот ако биде сменет друг некој што ги има тие информации да ги пушта во јавноста, а да го обвинува Лјупчо Коцевски дека тој ги пушта тие информации да му се реваншира или да му се освети на Христијан Мицкоски. Гледате како се држа за гуша Лјупчо Коцевски и Христијан Мицкоски. Мицкоски, ако го смени Коцевски, се нарушува рамнотежата. Но има двоен избор, ќе влезе во конфликт со Коцевски или ќе влезе во конфликт со Никола Груевски. И гледате, има и втор паралелен процес кој на социјалните мрежи, правесоно на Твитер, каде што се обвинува Еролд Муслиу, поранешен прв човек на Агенцијата за разузнавање, Бујер Османи плюс и некои портали се вклучени во целата таа операција, дека имале тајни средби, тајна комуникација со Никола Груевски за рушење на Христијан Мицкоски. Па Бујер Османи вели, ако имал некоја тајна средба со Никола Груевски, тоа не била приватна, туку била во рамки на функцијата која обавува. Па Еролд Муслиу дека имал средби со Никола Груевски, дека го имал на отворена линија во Будимпешта и дека било прашање на време
и на техника враќање на Никола Груевски назад во Република Македонија. Гледате, одеднаш во тоа двојство на афери имате прислушкување, каде што всушност главната, финалето треба да биде смена на Лјупчо Коцевски и конфронтација на Мицкоски со Лјупчо Коцевски, па му се отвара тема на Мицкоски или конфликт на Мицкоски со Никола Груевски, кај што луѓе под контрола на Мицкоски го обвинуваат Никола Груевски дека шурувал со претходното раководство на Агенција за разузнавање, за рушење, за преврат во врвот на ВМРО-ДПМН и рушење на Христијан Мицкоски. И во екот на две такви афери, плюс кога се отвара нели ова афера со прислушкување, Лјупчо Златев излегува во вчерашната емисија и ви црта фоторобот на Ало Началниче или кој е некој познат македонски новинар кој во ек на цела политичка криза прави комуникација за помирување на Христијан Мицкоски со Сашо Мелков. Гледате, одеднаш, без разлика што се скарени тие имаат комуникација, некој фоторобот Ало Началниче е стројникот кој прави комуникацијата помеѓу Мицкоски и помеѓу Сашо Мелков, и што е најстрашно, во исто време информациите за таа комуникација ги предава на својот извор во Агенцијата за национална безбедност. Гледате, тоа е ВМРО-ДПМН. Значи, во исти момент Мицкоски има конфликт со Орце Ѓорѓевски, треба да го пегла конфликтот со Орце Ѓорѓевски, па конфликт со Лјупчо Коцевски, па конфликт со Никола Груевски и главниот Ало Началниче играч, човек од доверба на Мицкоски кој му ги пегла односите со Сашо Мјалков, за содржината на тие односи пее како Љубе Бошковски во Хашкиот трибунал против Јохан Тарчуловски пред својот избор во Агенцијата за национална безбедност. И кога тоа ќе го ставите, гледате, имате таков молотов коктел, многу поискусен, многу повеш политичар од Христијан Мицкоски, тешко може тоа да го жонглира. Па тоа ни Бранко Царенковски, ни Киро Глигоров, ни Лјупчо Ѓорѓевски заедно собрани не би можеле да им жонглират. Тоа не значи дека ќе ги изгуби локалните избори, не, ќе ги добие локалните избори. Тоа не значи дека ќе ги изгуби предвремени парламентарни избори. Но Христијан Мицкоски во еден период така ќе уруши ВМРО-ДПМН, што ВМРО-ДПМН ќе мора да има кризен менаџмент да ја спасува партијата од потенцијално тоа што ви го кажа Димитар Апасиев, тоа е проектирана разврска 120 до 150 илјади гласови. Одеднаш ќе се јави некој Перо, некој Стојан, Штип, Проби Штип, Прилеп и така натаму, ќе рече, гледате, не ода добро работите у партијата. Губиме многу гласови, членството не е задоволно, ајде да направиме кризен менеджмент како да ја спасиме партијата од губење на такви гласови. Кој ќе биде винуван? Мицкоски ќе ги смени сите или тие ќе сменат Мицкоски? Зошто ВМРО-ДПМН преку своите портали ги вади аферите Зоран Заев и Винко Филипче на јахта, па вториот крак, па Халкидик и така натаму, и така натаму. Според информациите кои јас ги имам, значи јас никош не е случај можноста дека Зоран Заев ги дава тие информации или тие фотографии, дали са средба со новинарите на Инфомакс, дали за некакви вакви средби така натаму, до одредени во наводници опозицијски портали контра СДСМ, односно провладени портали кога стана збор за Мицкоски и за ВМРО-ДПМН. Меѓутоа во конкретниот случај биле фотографирани, така се одредени информации кои доаѓаат до мене, се фотографирани од синот на една бизнисменка, на која во мандат на Венко Филипчи и биле одземени бизнисите со диализери или слични бизниси, ги начекал како се на јахта или како заедно ручат во еден елитен ресторан на вториот крак и тие информации или тие фотографии ги доставил до одредени портали во Република Македонија. Тоа е небитно. Клучната порака е, се дека го сликаат Венко Филипче до Зоран Заев, не може Венко Филипче да биде закана за Христијан Мицкоски. Во еден временски момент, кога ќе почне процес на само иницијативно дистанцирање на Венко Филипче од Зоран Заев, ако има политичка сила тоа да го направи, или да го принуди меѓународната заедница, или ќе се дистанцира од Зоран Заев, или ќе му бараат наследник на чело на СДСМ, тогаш ќе почне процесот на рушење на Мицкоски плюс структури внатре во врвот на ВМРО-ДПМН. Значи, ВМРО-ДПМН ќе се обиде да го предухитри, да го претрка тој процес, тие сами да направат одредени процеси, клановите внатре ВМРО-ДПМН да најдат некоја нова рамнотежа, компромисно решение за сегашен или еден лидер кој ќе ја вози машината или локомотивата во наредниот временски период од неколку години до претседателските избори 2029 година, или тоа ќе оправи СДСМ, бидејќи ако Украина биде локомотивата
со евентуален договор. Тешко е да се постигне тако договор со Владимир Путин, но ајде да претпоставиме дека може да биде направен така. Ако биде направен било каков договор, каде што Западна Украина ќе почни преговори со Европската унија, Македонија ќе скокне или нема да скокне? Ако не скокне Македонија, па тоа ќе биде основа во наводници на правење политичка криза во Република Македонија. Таа политичка криза ќе решава СДСМ со раководство дистанцирано од Зоран Заев или ќе решава ВМРО-ДПМН по претходно направена операција на расчистување со структури кои ги карат со меѓународна заедница, кои им го намалуваат рейтингот за 100 до 120, 150 или други, така натаму и така натаму. Така што во оној момент кога ќе секнат одредени информации и фотографии, кога ќе почне одредено дистанцирање од СДСМ, знаете дека ќе случи нешто во ВМРО-ДПМН, така што тоа се систем на врзани садови. Ова беше нашата вечерашна политичка анализа. Мислам дека ги нацртавме контурите. Поздрав до Лјупчо Златев. Сега ќе погледнам неговата вчерашна емисија, нема време, детето нели ми одеше прво оделение, па не успев тоа да го видам. Тамо се говори за прислушување, аферата со прислушување, врз база на тоа што им беше пратена одредена информација што е кажано во целата таа афера. Отворен еден процес, надвор од контрола на клучни структури во врвот на ВМРО-ДПМН, кој е ало началниче, кој бил стројник помеѓу Сашо Мелков и Христијан Мицкоски. До наредниот вторник, 20 часот и 30 минути, пријатна вечер Македонија, каде да си.